Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание, последно за оваа работна недела во емисијата Очи во очи, во кое што денеска ќе зборуваме повторно за работи и градежни зафати кои што беа направени, но овој пат наместо за автопатите и утките кои што беа во самите автопати, се префрламе на нешто поврзано со спортот, односно ставањето на знакот прашалник во однос на спортски настан, а се однесува на она што се нарекува Суперкупот на УЕФА и Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Додека очите на спортската јавност се свртени кон еден од најголемите фудбалски спектакли, мечот помеѓу двата фудбалски гиганта Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед, Македонија пред спортски скандал и срам. Поради неисполнети стандарди, одржувањето на надпреварот е ставен под знак прашалник. Од искршени столчиња, нефункционални тоалети, до сали за прес без вентилација. Долга е листата на недостатоци кои УЕФА посочи дека треба да се поправат за предстојниот Суперкуп. Надлежните имаат помалку од еден месец до Европската инспекција која треба да пресече дали се исполнети условите најголемите фудбалски звезди да играат на Скопскиот стадион, а листата на забелешки е долга. Дел од нив се содржат. Нема инсталирано вентилација во салата за пресконференции. Не е поставена подлога од бетон за камионите за ТВ продукциите. Нема водовод и одвод на местото предвидено за ТВ продукциите. Не се функционални тоалетите во делот за младинските категории. Не се заменети скршените, односно оштетените столчиња во делот за билети. Директорот на јавното предпријатие за стопенисување со станбен и деловен простор Цветко Грозданов пак убедува дека мечот ќе се одржи, а условите ќе бидат исполнети до следната инспекција. Според Грозданов, единствен проблем засега е просторот каде што треба да бидат поставени возилата на телевизиските куќи, зашто се правда дека оваа обврска не е завршена поради тоа што не добиле дозвола од општината Центар. Сега јавното предпријатие за стопенисување со станбен и деловен простор бараат 2 милиона евра за да ги завршат подготовките. Вчера владата соопшти дека нема да дозволи мечот да не се одржи и ги задолжи Генералниот секретаријат и надлежните министерства да ги преземат сите потребни мерки во рок од 3 дена и да најдат начин да ги исполнат обврските. Следната инспекција на УЕФА е најавена за 21 јули. До тогаш останува неизвестно дали Македонија ќе биде домаќин на дуелот помеѓу победниците од Лигата на шампиони и Лигата на Европа. Тоа е темата за која што ќе разговараме, која веќе може и да се испише на екранот. Арената Филип Тори не е подготвена за Суперкупот на УЕФА. И токму за сето ова на 0260-91-924 или 925 на телефонските броеви на кои може да ни се јавувате, или евентуално тоа да го насторите и преку фан страницата на Facebook на Очи во очи мој термин споена. Доколку имаме некој на линија, веднаш почнуваме со вклучување. Повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Заиста тешка информација денес ја добивме, господине Огне. Зашто? За ова ли? Па за ова, зашто? Да, некако искрено да ви кажам, толку емотивно ми прозвучивте да помислив дека станува збор за нешто лично. Или не дај Боже за некој од нашите гледачи, но добро е. Па не, лично, ја очекувам лично од вас, да ви кажам најискрено, пошто вакви глупости веќе се прават и кај нас. Меѓутоа, ајде, не сакам да должам, чекам да ми се јавите, за да знае јавноста, да знае претходната влада, да знае ова влада. Ја бев во Министерството за труд и социјална политика, не примија како што треба, меѓутоа, тоа е тоа. Али за ова што ги набројавте, дај може да биде така, како што рекол тој, дека ќе се одржи надпреварот помеѓу Манчестер и Реал Мадрид, кој што стварно го чека и спортисти, неспортисти, што се вели наивачи на двете екипи. Ама ова што го набројавте, тоа е катастрофа, значи, како да не постои тој стадион. Сега кај ќе преформат фината во Моровците? Повторно кај Зоран Заев. Зоран Заев ги оставил овие работи што ги спомнавте вие недовршени. Па некој ги взел тие пари, господине Огнен. Некој за градење, за да се оправи европски стадион, парите ги има лапнато. И треба подхитно да се провери, да видиме кој и каде се тие пари и зошто не е завршена таа работа. А до ова треба више
стварно да се бави ова влада со друга политика. Иначе со вака само извештај, ја мислам дека ништо не се направи. Срамота. Ако дозволиме да не се одржи Суперкупот, ја не знам дали некој од Агенцијата за млади и спорт, посебно или државата или градско собрание, под кој припаѓа тој градски стадион тука, тоа е голема срамота, глупости. И ве чекам, Огнене, стварно имам доста материјали за да сорадиме. Добро. Да се чуеме. Благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Доколку се слушаме со некој, веднаш вклучуваме, зборуваме за тоа дека арената Филип II не е подготвена за Суперкупот на УЕФА. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Значи, Да, зборувајте. За Филип II што не е подготвена, па и не треба да се одржи искрено. Според мене, што ако не игра таму кога не можеме да присуствуваме ние со оглед на цената на картата и мислам они играат тука, а ние да ги гледаме на телевизија. Сам не е во ред. Така да според мене не би требало да се одржи. Тоа е моето размислување. Така. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Па ја не бих се сложил со претходникот сега. Треба да бидеме свесни дека ние доста пари сме земали од УЕФА за развој на фудбалот во Македонија и за изделба на терени, така да една утакмица што нас дека во државата што ќе се случи е голем настан и не треба да не разочари што ние не можеме да учествуваме заради цената на картите. Толкова е капацитетот на стадионот да беше поголем, можеби ќе имаше поише. Меѓутоа мене ме интересира друго. Кога го доделија Суперкупот додека ти си игра во Скопје? Лани. Дали оваа држава за една година не може да следи еден стадион? И дали некој веќе време е да преземе морална одговорност да покаже дека не се способни да водат, а дека само се способни да се рекламираат и да се лигават на телевизиите, да се фала дека нешто сработиле. Ја утнале за обиколницата, ги утнале автопатите, сега утнали градскиот стадион. Па што уште друго треба да утнат за да сватат дека не се кадрни да работат во државата и дека се што направиле во државата направиле контра интересите на државата. И сега за еден месец треба се. Колку пати беа тие од УЕФА дека контрола? Колку пати им пишува што треба се да се направи? Што глумева лудило до сега? Ова ќе биде однеден голем, по мене, срам за државата, да не можете да следите урбано еден стадион кој веќе 80% е завршен, а вас ви требало 10% само да го прилагодите за потребите на тој спортски настан. Толку има да кажам, пријатно. Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Доколку некој има на линија, веднаш да вклучиме, во спротивно коментарите на интернет велат Драган вели Потемкиновите села на претходната власт излегуваат на виделина. А Љупчо С пак вели поздрав до тебе и ова само докажува дека претходната власт не ги интересирало ништо. Ако го видиш само каков ни е спортот, се ќе ти биде јасно. Јас мислам дека сегашната власт има капацитет да ја оправи работата, вакви настани носат само добри вибрации. Добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Од програма сум. Да, вие сте, повелете. Благодарам. И било срам за Македонија додека ако испадне да не можеме да се одржи еден таков надпревар. Но мислам дека директорот на ПУИ, господинот Цветко Грбановски, во последните 6 месеци се занимаваше со добивање поинакви локации, односно бенефит за себе и за неговата партија. Затоа би требало да го оставите уште малку на власт, да ја среди работата, да го расчисти теренот, да се ги превземе обврските, да направи она што треба за една држава. Односно, да не се срамиме пред светот. Така. Благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, доколку веќе некој друг има на линија, повелете. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Доколку некој има на линија, зборуваме значи за тоа. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Ќе морам само една кратка забелешка да смислам.
Ајде. Дека господин Цветко Грозданов има огромни кошници во оваа сфера. Човекот кој што уништува и прави згради со средства на граѓаните, а не мисли воопшто за овој стадион и за другите јавни објекти, со неговата заменичка. Човек кој што има исперено најповеќе пари со градежниците, чекаме да го пушти стадион. Ви благодарам. Добро. Зашто така ми спуштате? Дали има некој друг на линија, повелете? Добар ден. Доколку се слушаме со некој, веднаш може и да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Вака, тие што бе предходно што поставени на власт, тие треба да кажат дека ние не бевме способни, ама вие што дојдовте, способноста гледаме дека појаки се од нас, нека ги остават тие стварите што ги имаат за прајање, ќе се направат, има специјалисти во Македонија, честна и поштена, што ќе завршат сета таа работа. Нека не меткаат многу есати тие што изметкае, нека си е работата оние што е презедува власта, а тие нека не се криеат како мечка в дупка. Толку сакам да кажам. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен на линија, доколку имаме веднаш да вклучиме, повелете. Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, мене малце не е јасно. Стадионов нов го изгради старата власт. Така? Го догради практично со оглед на тоа дека веќе имаше градски добро, стадион. градски стадион го напни арена. Арена, да. Така. Сега во ред имало пропусти. Сега да прашам, која е нова власт у Македонија? СДСМ и коалицијата. Така, па зашто не се задема да сработат нешто? Него сега тука изнесуваат проблеми, то они да се опозиција, остани не се опозиција. Мислам, не разбирам во кој паралелен свет живеат тие од СДС. Мислам, стварно не ми е. Вчера владата соопшти дека нема да дозволи мечот да не се одржи и ги задолжи Генералниот секретаријат и надлежните министерства да ги преземат сите потребни мерки во рок од 3 дена и да најдат начин да ги исполнат обврските. Следната инспекција на УЕФА е најавена за 21 јули. Ало? Да, ве слушам. Сега, значи, поубаво според СДС е да се одложи преговорот, да не се одржи, отколку да си ја завршат работата. Господине, вие очигледно ниту ме слушате, ниту пак следите што се случува. Вчера владата соопшти дека нема да дозволи мечот да не се одржи и ги задолжи Генералниот секретаријат и надлежните министерства да ги преземат сите потребни мерки во рок од 3 дена и да најдат начин да ги исполнат обврските. Па нека ги преземат, кој им брани? Па добро, да јас ви кажувам без основа на тоа што вие... Се ќе завршат, значи, како ви кажа, да не се правиме будали по кампови на слободата и по сите митинзи. А вие, господине, зашто се јавивте да зборувате сега? За стадионот? Па не зборувате за стадионот. Па добро, поише зборувам за неспособноста на СДСМ да сработи нешто било што. Тоа е друго. Па, тоа е поврзано, не е со темата поврзано. Ако зборувате за неспособноста на владата која што ја раководи СДСМ со коалицијата врз основа на спремањето на арената Филип II за Суперкупот на УЕФА, тогаш во ред. Ако зборувате општо, ќе ве замолам да се исклучите. Не, тоа е за стадионот зборувам. Не зборувате за стадионот. Добро, кога ќе ја видиме ефикасноста на СДС во контекст на стадионот? Во наредните 3 дена, односно денеска е првиот ден и уште 2 дена има. Значи, како беше, ако не утре, задутре работа. Следната инспекција на УЕФА е најавена за 21 јули, господине. Друго? Многу ми е жал што вака не можеме да се разбереме со одредени луѓе. Знаете, кога ги слушате информациите и кога ги преработувате, за да ги допреработите целосно, треба да го направите слушањето и прибирањето и обработувањето на информации од двете страни и потоа да ја донесете одлуката врз основа на тоа која од страните е всушност таја која што содржи повеќе факти, фактографски гледано, или пак која од страните ви е малку нерелевантна во однос на изјавувањата. И тогаш да го донесете судот или размислата врз основа на она што сакате да го кажете. Оваа емисија секогаш се базира на она што фактографски се согледува
и на она што е кажано и ветено и се држи до кажаното и ветеното, без разлика за кого станува збор во ситуацијата на власт. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам. Не мислам да се јавам, меѓутоа не може да издржам. Овие сака изгледа насади дрвце, бери плодови. Во 2 дена се, кај 11 години. И јас на овој претходниот ќе го поканам да дојде во Прилеп да го види каков е стадионот. И сега да се крив, абе дали се паметни се, прво кој ќе зборува, нека си зема огледалце пред нив и нека се гледа што треса глупости и што зборува. Значи ти му кажуваш, ама коефициентот е толку... Не, ве молам, да не ги навредуваме другите гледачи врз основа на тоа дали треселе глупости или не, тоа е ваше мислење, друго мислење си е нивното, но ајде да се задржиме на она што е тема во однос на стадионот. Значи многу е покажано дека има комисија која треба да го разгледа сето тоа нешто. Па комисијата која ќе дојда да вида дали ќе може да се одигра. 11 години се работеше на тој стадион Кобајаги, се работеше, ете видовме. Што се сработило и како се сработило. Значи не дај Боже да се игра утакмицата и да се направи, не дај Боже нешто да се случи, кој ќе биде крив после, кој треба да се не можам да сватам луѓето дали размислува или не размислува што може да се случи на еден таков надпревар, кога има многу побарување прво за карти да се гледа таа утакмица, од голем ризик е како од публика, од се. Не можам да сватам. И уште еднаш поканувам нека дојда да вида во Прилеп стадионот каков е. И не само во Прилеп и во сите други градови. 11 години ни направија магарината не паса во стадионите наши. Пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Во коментарите дополнително Иван вели зашто се условува стадионот како Филип II, а има ново име Телеком Арена од Иван. Искрено да ви кажам, затоа што на официјалната интернет страница на uefa.com е ословен како Национална арена Филип II Македонски, затоа го излеков така насловот, така што затоа и е поставено името така, некако Телеком Арена. Искрено мислам дека во однос во контекстот на темата нешто многу нема да ни смени, бидејќи е многу поважен, самата содржина е поважна. Но сепак благодарам за забелешката, Иван. Цане вели, мене не ме секира што постојат зли луѓе, ме секира тоа што немаат срам. Ке даде ли сега некој од морална одговорност оставка во фудбалскиот сојуз или некој од бившите владејачи? Ама кај нас се разбира тоа не постои. Да ви кажам искрено, Цане, бивш владејач да даде оставка од што малку нелогично. Александар Павели, Огнен, искрено кажано, жал ми е што го слушам ова. Сите го чекаат тој надпревар и сега заради грешки на претходната власт, која што имала други планови и која што целта и беше само да се збогати на Македонија како држава и на граѓаните, може да им биде одземена организацијата на овој надпревар. Ова е нешто најголемо што може да се случи во Македонија од спортски аспект. Срамота е ова што се случува, но некако и се надевав дека ќе дојде до ова да ни биде организацијата на овој спектакл одземена. Васил пак вели, со толку потрошени и искрадени евра, ќе изградеа нова арена. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Благодарам. Прво ја ми се чини дека да бидеме горди што ќе имаме ваков надпревар од светски карактер на нашите простори. И овдека се што треба да преземе државата, се што е во нејзина можност, дури ако треба и ноќе да се работи, не сме да дозволи овој меч да не се одржи. Прво, ако не се одржи, ако се оцене да оди на друго место да се игра, ова е страм за нашата држава. Меѓутоа, после завршувањето на мечот, рачунам дека се ќе се заврши онака како што треба. После завршувањето на мечот, сите оние кои учествувале и допринеле да дојде до оваа состојба, да нема милост тие, значи, најригорозно да бидат казнети за тоа што, значи, намерно сакале да го урзат угледот на нашата држава. А овдека ние не можеме да бараме одговорност на оваа влада, на овај, значи, состав, затоа што тие тек дали месец дена имат како работа. Они тек се уште се формираат, значи, во сите министерства и така натака. Значи, не може они да барат одговорност директно од оваа влада. Тоа е резултат
на таа претходна влада која што знаеше дека од 11 декември дека она ги веќе избега тлото од поднозете. Беа свесни дека они нема да го одржуваат тој натпревар. Тие нема да се китат со тие перја. И тие затоа свесно преку Грозданов и останати учесници во овој случај делуваа, пото, што ќе направиме, ќе го облукаме Заев и владата да не се одржи овој натпревар. Јас лично, како македонец, како човек кој што си ја сака својата држава, својот народ, замолувам, се да се направи. Ако треба и ноќе и дење да се работи, али да се стигне, кога ќе дојде контролата на 21 јули, да кажи стадионот е спремен и може да ги прими гледачите и играчите да си го одиграат овој значаен натпревар. Ова за нас е ден и не смееме да дозволиме овој ден да пропадне. Ви благодарам што ме слушавте. Поздрав до гледачите на 24. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Одиме понатаму со следниот гледач. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Тоа на 100 го поддржувам огран претходниот гледач, но една забелешка. Ајде. Не си во право кога му велиш на тој пред 2 гледач или 3 колку беше, дека не можете да се разберете. Значи, тој убаво сваќа што треба и како треба, но намерно се јавува да го задржува времето. И да, веќе хоштаплерска работа, не е културна работа, што да кажам, поп-културен збори, не знам да кажам. Добро. Од друга страна, овој стадион, кога се градеше, една купа пари се испокрадува. А овие странците па ми интересира, па ништо не знаат за спортот изгледа. Па знаат они оти во секое село ние имаме стадион. И тоа кај што нема луѓе, немаат никаква опасност да бидат нападнати, нешто проблем да има. Имаат зелени треви, ќе одат ливадата така изрнат, ќе опнат сметка од 100.000-200.000 евра. Ни цела Македонија тоа го правеа, во секое село најмалку 50 до 100.000 евра крадеа, градејќи во наводници, градејќи стадиони. Тоа народот го знае, ама ваквите како тој што се јави пред 2-3 гледачи, тоа го знае. Па може и он закачил нешто, некој сендвич без ефтин кашкавал, може и таква работа. Така да мислам Заев ќе направи сите напори да овој надпревар меѓународен фактички се одржи во Скопје. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Режија, вклучуваме само уште еден гледач и потоа читаме коментари кои што ни ги пишале гледачите. Дргнете го подписот. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Немаме веќе на линија, добро, тогаш да ги прочитам. Нешто многу рано да ви кажам, завршуваме денеска многу реклами од каде така наеднаш. Иван на Фейсбук вели, овие заминувајќи од власт оставија се пустош зад себе и чекаат да СДСМ за 2 недели направат се. Сузан пак вели, оваа Демократска партија за македонско национално единство што почна да прави се утна, само не утнаа во крадењето на народните пари. Додека пак понатаму Даниел вели, жално колку неписмени се јавуваат огнен, иначе во врска со темата претходната власт фрли милиони само за фасадата која кошта цел нов стадион во Битола. Филип пак вели, ке се одржи надпреварот без паника, само друго ми е прашањето. За народот што е патриотски настроен од глава до пети, како не ве тангира што нашата гордост ке игра надвор од Скопје. Не знам зошто ФФМ воопшто во преговорите не го поставиле како услов, па и по цена да не се игра Суперкупот во Скопје. Од кога за нас од Скопје и Македонија поважни се Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед? Тбилиси не се разви по историскиот надпревар Севиља Барселона. Никој од нас нема да влезе во градски, освен гужвата низ град нема да видиме ништо и некои што во градот на солидарноста издаваат кауч на баба за 400 евра ќе заработат нешто, така што е добро да намалиме со еуфоријата. Единствено што ми е важно и го чекам цела година е Вардар во Лига на шампиони. Еден живот, една љубов. Добро, благодарам за коментарите и за јавувањата во текот на денешното издание на Очи во очи. Јас и вие се гледаме повторно во двојно издание на Мој термин, веднаш по дневникот во 17 часот кој следува и епизодата од Андрија и Анđелка. До тогаш
Секогаш пријатно.